Почитувани колеги, почитуван представник на владата, навистина ми е жал што инстант ги пренесувате насоките од министерката и навистина доколку реално ви беше грижа за состојбата и стандардот на студентите, барем еден од овие амандмани ќе прифатевте. Побаравме 9.000 денари наместо 6.000 денари, затоа што сметаме дека тоа е минимумот кој може да гарантира еден достоинствен живот и студентски стандард. Зошто ова го говорам? Еден од претходните дискутанти спомена дека државата партиципира со 50% во студентските домови, 50% плаќа студентот. Ако се земе во предвид дека студентот плаќа 3.500 денари, значи државата плаќа уште 3.500 денари. Тоа се 7.000 денари, во кои што на студентите им се вклучуваат, им е платена струјата, водата, оброк 3 пати во денот во рамки на студентските домови. Сега, оние студенти кои што не се вклучени, кои што имаат добиено место во студентски дом, а не можат да бидат сместени поради ковид протоколите, вие им давате 6.000 денари со многу дополнителни трошоци, од кои, како што напомена и колегата, нотарски договор, договорот за закуп си имаат сами по себе своји трошоци на данок и се исклучени од исхраната. Овие студенти кои што нема да се сместат, вие не им нудите 3 оброка во денот, заменик министер. Заради тоа предлагаме 9.000 денари да биде. Не може во оваа држава да се набавуваат во економска криза лубриканти и не знам какви лешници и фастаци по министерствата, а на студентите да не има возможиме достоен живот. Жално е што сите овие амандмани вие ги отфрливте. Нека ви служи на чест, но студентите се тие кои ќе судат. Повторно се оставени на милост и немилост, но да се надеваме дека како така ќе се снајдат и ќе истраат.